Да ги погледнеме најавите за денешниот дневник. Таткото на Вања вмешан во незиното грабнување. Под мотото Надеж, Црвен крст Охрид со дефиле ќе го одбележи светскиот ден на волонтеризмот. Охрид достоинствено ќе го одбележи Свети Климент Охридски. Туристичката индустрија во македонската економија инкасираше над 470 милиони долари за првите 3 квартали од годинава. Единаесет планинари загинаа по ненадејна вулканска ерупција во Индонезија. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно и студено време со повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 7 степени Целзиусови. Во вторник во северозападна, западна, централна Европа, на Пехинскиот полуостров и во приморските и северните предели на Балканот ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во северна Европа и во областа на Алпите се очекуваат врнежи од снег. Во останатите предели стабилно време со зголемена облачност. Во северните и приморските предели на Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Во останатите предели на полуостровот умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат од 4 до 13 степени. Во Македонија во вторник во утринските часови во западната половина ќе има појава на магла. Во текот на денот ќе превладува претежно облачно и ветровито време. Во доцните попладневни и во вечерните часови локално во југозападните, јужните и југоисточните предели ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од -2 степени додека пак максималната дневна ќе достигне до 4, односно до 10 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува претежно облачно, ветровито и релативно топло време. Ќе дува до умерен југоисточен ветер. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 8 степени. Во Охрид во среда и четврток ќе превладува облачно и нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд. Минималната температура од 6, односно 4 степени, додека пак максималната дневна температура до 8, односно до 7 степени. Во петок по свежото утро и температура од 1 степен, во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 6 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење.
Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Таткото на Вања вмешан во нејзиното грабнување. Тој посредно учествувал во информирањето на организаторите кога таа ќе излезе сама од дома. Тројца од сите петмина инволвирани го признале делото. Мотивот е користолюбие, но само при грабнувањето. Потоа се работи за чисто убиство, за што се предвидени максимални затворски казни, кажа на денешната пресконференција основниот јавен обвинител Бубевски. Таткото на Вања споделил информации со организаторот за денот и времето на нејзиното излегување сама од дома, соопшти министерот Спасовски на денешната пресконференција според исказите на осомничените. Од влезот на зградата со врзани раце и нозе ставено во вреќе за спиење, девојчето било изнесено од зградата и ставено во багажникот од возилото кое се упатило на локација надвор од Скопје, каде што е извршено убиството, соопшти министерот. И за киднапирањето на Вања и на 75 годишниот Велешанец осомничени се 5 лица. Поточно во врска со двата случаи, осомничени се 5 лица, од кои за 3 е веќе определена мерка притвор, едно е надвор од државата, а петото лице, таткото на малолетничката, е приведено, со него извршен распит и понатаму ќе се преземаат мерки по насока на јавното обвинителство. Како што веќе сте запознати од соопштението, мотивот е користолюбие, при што едно од лицата во договор и сознаење, според првичните сознанија на член на семејството, го извршувало, го организирало извршувањето на кривичното дело со цел да се изнудат пари од мајката на малолетничката, од кое што понатаму сите инволвирани би имале парична, односно материјална корист. Сите инволвирани во овој случај се идентификувани. Тројца од сите петмина се сослушани во просториите на основното јавно обвинителство по сите стандарди со бранител и го признале делото, информира основниот јавен обвинител на основното јавно обвинителство Скопје Гаврил Бубевски. Во просториите на основното јавно обвинителство, тројцата од сите петмина инволвирани за кои што постои основи на сомнение во овој момент дека се извршители на овие кривично-правни действија, имаме признание за целокупниот ангажман нивен тек на настанот
кој какви действија презел и кој со што и зошто бил задолжен во текот на сите овие активности преземени од нивна страна. Првоосомничениот кој е во бегство, организатор и реализатор на убиствата, и за него ќе биде издадена меѓународна потерница. На тројцата приведени им е определена мерка од притвор од 48 часа затоа што се уште во тек е обработката на податоците кои се од материјална природа. Во однос на мотивот, Бубевски вели дека е користолюбие, но само при грабнувањето. Потоа се работи за чисто убиство, за што се предвидени максимални затворски казни. Црвен крст Охрид утре под мотото Надеж со дефиле на волонтери ќе го одбележи 5 декември, светскиот ден на волонтерството. Волонтер може да биде секој, независно од возраста, полот, националност, раса или пречки во развојот, велат од Црвен крст Охрид. По повод 5 декември, светскиот ден на волонтерството, Црвен крст Охрид утре под мотото Надеж организира дефиле на волонтери. Стартот е во 12 часот и 30 минути од плоштадот Чинар, а целта кај Холандскиот парк. На дефилето се поканети волонтери од сите возрасти и области на делување од здруженијата во нашиот град. Дефилирајќи низ градските улици на Охрид, волонтерите на одредени места ќе изведуваат соодветни перформанси, нагласувајќи ја потребата и корисноста да се биде волонтер и испраќајќи силна порака дека волонтерството е надеж за подобро утре и дека секој може и треба да го најде волонтерот во себе. Волонтерството е доброволно давање на услуги инспирирано единствено од слободната волја, а не од желбата за материјална или финансиска добивка, и има за цел намалување на ранливоста на населението во согласност со принципите на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Волонтер може да биде секој, независно од возраста, полот, националност, раса или пречки во развојот. Волонтерите се движечка сила на нашата организација, велат од Општинската организација на Црвен крст Охрид. Нашите волонтери донираат нешто многу повредно од парите и материјалното. Тие го донираат своето време. Во завршна фаза се подготовките за достојно чествување на патронот на градот Охрид. На 8 декември Општината, Охридската гимназија, но и граѓаните на Охрид ќе го одбележат денот на заштитникот на градот Свети Климент Охридски. Со низа свечености Охрид ќе го одбележи патронот на градот Свети Климент Охридски. Подготовките се во завршна фаза. Годинава Охридската гимназија, која гордо го носи името Свети Климентово, ќе биде носител на свечената академија по повод празникот на 8 декември, денот во чест на првиот македонски архиепископ и творец на далеку познатата Охридска книжевна школа, најзначајниот средновековен писател и педагог. Свети Климент со својата активност и со своето дело на повеќе полиња, црковно, просветно и книжевно, стана заслужен не само за македонскиот народ, туку и за целиот христијански свет. Заеднички со Општина Охрид, како централна манифестација ќе го имаме во делот на програмата и всушност сценската изведба, хорот, оркестарот, водителите, сето она што е зашто сме задолжени ние како средно училиште, се надеваме дека ќе биде во најдобра презентација и слика. Голем е интересот кој учениците за објавените конкурси за творби и од страна на Општината и од страна на Охридската гимназија. Конкурсите се за литературна творба, ликовна творба и музичка творба. На слободна тема учениците може да конкурираат во сите три категории. Се доделуваат прва, втора и трета награда. Тие се награди со парична вредност, така што учениците добиваат голема мотивација и всушност дела кои што и понатаму ќе бидат презентирани во списанието Јужен бран, кое што традиционално излегува секоја година по повод патрониот празник. На свечената академија традиционално ќе бидат доделени и највисоката општинска награда, Свети Климентовата награда за животно дело, но и повелбите Свети Климент Охридски, кој ги доделува Советот на Општина Охрид. Охриѓани достоинствено и со особена гордост и пиетет го слават заштитникот на градот.
Сдруженијето на граѓани ЦЕФЕ Македонија во периодот од 30 ноември до 3 декември спроведе обука која што беше реализирана во рамки на проектот Финансиска писменост за млади предприемачи. Целта беше да се обучат учесниците од средните училишта и факултетите како да симулираат микробизнис игри до нивните ученици и да ги искусат основните функции на водење мал бизнис. Сдруженијето на граѓани ЦЕФЕ Македонија во периодот од 30 ноември до 3 декември оваа година спроведе обука која беше реализирана во рамки на проектот Финансиска писменост за млади предприемачи. Во обуката беа вклучени и професорките Ирена Ралева Најдевска и Меланија Ангелковска од Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски. Целта на обуката беше да се обучат учесниците од средните училишта и факултетите како да симулираат микробизнис игри до нивните ученици и да ги искусат основните функции на водење мал бизнис. Обуката е базирана на искуствено учење преку игра, симулација и решавање бизнис проблеми. Идејата е преку директно вклучување на младите и преку ставање во улога на предприемачи, тие самите да искусат што значи да се води сопствен мал бизнис, да ги разбираат и водат неговите финансии и да се научат да размислуваат предприемачки. Овие програми се дизајнирани од страна на германскиот Sparkassen Stiftung, а ЦЕФЕ Македонија е овластен спроведувач на оваа програма за нашата земја. По спроведување на обуката за обучувачи, професорките од Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски се стекнаа со сертификат за обучувачи и имаат можност да ги дисеминираат стекнатите знаења на своите ученици. Проектот е поддржан и кофинансиран од страна на Американската амбасада во Скопје. Предвидувањата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за туристичките текови за 2023 година се остваруваат. Туристичката индустрија во македонската економија инкасираше над 470 милиони долари за првите 3 квартали од 2023 година. Предвидувањата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за туристичките текови за 2023 година се остваруваат. Целокупните резултати во туризмот се во насока не само на закрепнување на овој сектор, туку и на негов раст со позитивен импакт во македонската економија. Македонската туристичка индустрија може да се пофали со рекордни 471,59 милиони долари прилив во македонската економија за првите 3 квартали од 2023 година. Веќе не станува збор за закрепнување, туку за туристички сектор во полна кондиција, за што сите заедно работевме изминативе 3 години. Резултатите од првите 3 квартали не само што даваат право да изјавам дека ќе ги надминеме предвидените 530 милиони долари за 2023 година, туку и проектираните 550 милиони долари за 2024 година. Чудата се возможни, а тие да се случат потребно да веруваме во себе и другите и континуирано да постигнуваме ситни, мали победи на секое поле, потенцираше директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот доктор Љупчо Јаневски. Овие резултати се успех на целата туристичка индустрија. Успеавме да ги задржиме туристите да остануваат подолго во нашата дестинација. Во прилог на ова оди и интензитетот и фокусот на отварање на нови пазари и нивно поврзување со директни летови. Стратешкиот пристап значи зајакнување на соработката со значајни туристички организации и институции, со што во 2023 година резултираше со отварање на неколку нови летови кон Скопје и Охрид, проследено со зголемен интерес за нашата дестинација од страна на нови туроператори. Бројките говорат дека земјава е дестинација за 4 сезони. Се продолжува сезоналноста, континуирано се поместуваат целите со фокус не само на квалитет, туку и на квантитет. Фокусот е на активните форми на туризам, руралниот и екотуризам, како и зајакнета понуда на еногастро концептот. Новите трендови кај потрошувачите создадоа нова туристичка реалност и нови туристички интереси. Охриѓанец физички нападнат од сопственик на објект. При засилени контроли во патниот сообраќај на подрачјето кое го покрива СВР Охрид санкционирани 75 возачи. На 3 декември 2023 година во 16 часот и 30 минути во СВР Охрид е пријавено дека во угостителски објект во Охрид РН 51 годишен од Охрид бил физички нападнат од сопственикот на објектот. По целосно расветлување и документирање на настанот против напаѓачот ќе биде поднесена соодветна пријава.
На 3 декември во периодот од 10 до 15 часот на подрачјето на СВР Охрид преземени се засилени контроли во патниот сообраќај. При тоа полициските службеници затекнале и санкционирале 75 возачи кои управувале моторни возила со брзина поголема од дозволената. Во Охрид 10, Струга 26, Кичево 29 и Дебар 10 возачи, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Од ноќеска на полноќ поевтинуваат цените на горивата, соопшти Регулаторната комисија за енергетика на Македонија. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 ке се намалат за 1 денар и истите ке изнесуваат 78,5, односно 80,5 денари за литар. Цената на евродизелот и на екстра лесното масло за домакинство ке се намали за половина денар. Евродизелот од ноќеска на полноќ ке се продава по цена од 76 денари, а екстра лесното масло за домакинство по цена од 75 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,431 денар, односно 1 килограм мазут ке чини 42,086 денари. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Градоначалникот на Киев Виталий Кличко изјави дека Украина се движи кон авторитарен систем. Во одреден момент нема да се разликуваме од Русија, каде што се зависи од каприцот на еден човек, изјави Кличко за германски Шпигел. Градоначалникот на Киев изјави дека Украина практично беше без лидерство и во хаос во текот на првите месеци од рускиот напад и ги пофали градоначалниците на украинските градови за нивните клучни лидерски улоги да ги штитат своите сограѓани поддржувајќи ја војската. И покрај тоа што е градоначалник на главниот град, Кличко откри дека со Зеленски не разговарал од почетокот на рускиот напад врз Украина. Кабинетот на Зеленски не одговори на барањето за коментар. Американски воен брод соборил 3 дрона над Црвеното море откако биле нападнати 3 цивилни брода. Воениот брод Карни им помогнал на пловилата кои се поврзуваат со 14 држави откако тие биле нападнати од области во Јемен кои се под контрола на хутските бунтовници. Американската централна команда објави дека Карни детектирал експлозија на противбродски балистички проектил близу брод кој пловел под знамето на Бахами, а потоа соборил дрон кој бил насочен токму кон Карни. Два брода биле оштетени во нападот, но немало жртви. Портпаролот на хутите кажал дека цел на нападот биле 2 израелски брода, додека израелската војска соопшти дека бродовите немале никаква врска со Израел. 11 планинари се пронајдени мртви, а уште 12 се водат како исчезнати по ерупција на вулкан во Индонезија. Спасувачите пронајдоа десетици планинари заглавени на планината Марапи на островот Суматра, откако вулканот исфрлил пепел во височина до 3000 метри. 12 лица исчезнаа, тројца беа пронајдени живи, а 49 безбедно се симнаа од кратерот. Некои се изгореници, искршеници, а спасувачите ги носат пеш по планината повредените и изгорените, бидејќи хеликоптерот не може да се користи од ерупцијата е во тек. Повеќе од 2500 потрошувачи останале без електрична енергија, а автопатите во Велика Британија се блокирани поради обилните врнежи од снег. Некои возачи рекоа дека биле завеани поради снегот и дека наместо 5 часа колку што вообичаено им треба за да стигнат до посакуваната дестинација, поради снегот тие патувале 19 часа. Противпожарната и спасувачката служба на Камбрија соопшти дека работела во текот на ноќта за да ги извлечат возачите од автомобилите заглавени во длабок снег. Во меѓувреме, во Сибир се забележани температури под минус 50 степени. Во Верхојанск се измерени минус 53 степени, а во Охмијакјон се важи за најстудениот град во светот минус 52 целзиусови степени. Температурите под минус 50 во Сибир се поретки поради ефектите на глобалното затоплување. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!